многу интересно за овој објект дека датира од пред 1920 година. Во тоа време ова представувало офицерски дом каде што тогашните власти и начинот на функционирање ги користело овие простори. Стрикно ова е било менза на војниците и на војската каде што и се служило доручек, ручек и вечера. Со тек на време да по распадот на Југославија, па дури пред распадот на Југославија, ова преминува, мислам, во еден поинаков објект и поминува потоа во Дом на млади, каде што се организира културно-забавниот живот на младите во Штип, меѓутоа и целата држава во тоа време. За со тек на време овие простори да престанат да се користат и да има еден гап, еден јас меѓу генерациите кои го користат, па потоа е било дом на планинари, па феријално друштво, за денес да биде и извидници, што всушност е доста сродно со останатите организации. На извидници ја почнав со мои 9 години. Најчесто беше мислам да од другар беше идејата така, јас одам на извидници, дојди ти и на тај така почнува едноставно улавам на тај, да кажем, светот на извидници. Првен го гледав како начин на дружба, повеќе одам да дружам, да се релаксирам од школа и други работи како дете кој имав, а после созревајќи сваќам дека сум веќе во една, да кажем, организација кај што заедно учиме нови работи и заедно созреваме. За да успееме да ги доведеме овие простори во функционална состојба, нас целта ни е 15.000 евра. Тоа е некаде околу 925.000 денари. Со тоа што овие средства, ова е бројка која можеби за некој е доста висока, за некој е премногу ниска, меѓутоа ние сме извидници и ние со волонтерски сили ќе успееме со овие средства да го обновиме овој објект, да го доведеме во функционална состојба, со цел да можеме да ја реализираме самата програма. Секако овде се пресметани сите трошоци кои се за обновување на прозорите и вратите, обновување на ѕидовите и на подот и плафонот кои се доста важни. Понатаму во овие средства се и системот за затоплување, односно грејење и ладење. И за таа цел нас не ни е премногу приоритет да одиме од финансиска гледна точка да биде сите донации да бидат парични. Сосема е во ред и е еден поттик, еден мотив за фирмите и компаниите, доколку се во можност во ред е и да ги донираат градежните материјали, односно материјалите кои ни се потребни за реновирање, за доведување во подобра состојба на овој објект. Идејата на мене беше многу интересно, бидејќи во тој период тука во Штип мислам дека немаше никој што имаше иницијава да ја почитуваме природата, да се грижиме за природата и за нашето општество. И мене таа идеја ме многу мотивира, бидејќи има многу јаки места, многу јаки во природата кај што никој не обраќа внимание, а ние извидниците ги едноставно мислам дека заштитивме во тој период, мислам дека повеќе се замаравме за нив. И таа идеја само во природа, уште дете ја сакав природата и во природа да учиме нови работи, мислам дека ми беше топ, уште како дете да почнувам. Затоа е многу важен овој објект за нас, бидејќи ние сме во ситуација каде што имаме моментално активни 101 член на возраст од 6 до 83 години ни е најстариот член, и е многу важно бидејќи ние имаме состаноци и средби работилници во текот на една недела со секоја патрола, односно група од десетина деца или возрастни млади, сеедно, кои ги имаме на регуларно ниво, односно секоја недела имаме средби за извидниците. Најчесто тој период бееме деца кај што само сваќавме дека имаме игра и дека уживаме во природата, а потоа сватив дека учиме и други вештини, како да комуницираме, како да бидеме подобар човек во општеството, не само да
да бидеме како пример да игра да го гледам изведништвото. И некако мислам дека таа приказна, почнувајќи од офицерски дом, земајќи во фактот, предвид фактот дека изведништвото потекнува како гранка од војската и од војните дисциплини и практичната примена на изведништвото дава дополнителен драж и еден посебен момент за тоа како овој објект од офицерски дом кој повеќе не функционира доаѓа да биде дом на извидници и во една многу похумана и многу значително важна улога за општеството и за младите воопшто. Од дете веќе ние учивме овде да бидеме тимска работа, да имаме заедно да работиме. Ко прво мислам дека научив доста многу да комуницирам, лидерство, однесување и тоа се едни од клучните за мене, бидејќи ме градат како лик, а имам и многу други вештини што ги применуваме на извидништво. Имам и вештини, извиднички вештини, стреларство, прва помош се учи, сето тоа е надоградување на самиот карактер, што натаму во животот можеби ќе ти помогне, ќе ти притреба, никош не си на цело кај си. А мислам дека за мене најдобра вештина е тимската работа што е овде создав. И затоа е многу важно да имаме оваа просторија, да ги опремиме овие простории. Објектот е навистина во дотраена состојба, меѓутоа тоа не е проблем за нас, бидејќи ние се водиме од тоа дека имаме конструктивна улога во општеството и токму нашата мисија и визија секогаш низ историјата, па и сега, е да ги употребиме ресурсите максимално и да знаеме да го извлечеме најдоброто. Дополнително ние важиме за волонтерска организација која 99,9% од работите ги прави на волонтерска основа, па така физичката сила, да речем, и времето посветено за уредување на било каков простор не представува потешкотија и проблем за нас. До сега веќе го сменивме кровот на објектот. Станува збор за 240 квадрати кров, кој го променивме со поддршка од Европската извидничка фондација и со поддршка од општина Штип, па така понатаму се ставени прозори и врати и продолжуваме понатаму со уредување на подот и плафонот, со поправка на ѕидовите, со целосно нова инсталација на вода и струја и еве нека да пробаме ова да биде една успешна приказна каде што извидништвото и овој, да речам, локален импакт кој го имаме како организација, да биде една одлична приказна за тоа како граѓанските организации заедно со бизнис секторот, со институциите ќе се спојат и ќе направат една прекрасна промена во општеството и ќе придонесуваме кон едукација на деца и млади во иднина. Донациите се токму она за која зборував пред малку, дека овој сплет, ова соработка помеѓу институциите, организациите, меѓусебно и граѓаните се всушност изразува најмногу преку донациите. Донациите се собираат со цел да се обезбедат потребните материјали за реконструкција и за донесување на објектот во една нормална функционална состојба, па така очекуваме веќе донациите, линкот со донација е пуштен, оди преку платформата на White Donate, може да донираат лица од Македонија и од странство без разлика на тоа каде се наоѓаат ширум светот. И имаме веќе некои 5%, 4-5% од донациите се собрани, па така продолжуваме понатаму активно во оваа кампања, оваа мисија да прибираме средства. Позитивно е тоа што има доста луѓе кои се јавуваат волонтерски да помогнат во реконструкција, во реновирање
се јавуваат и фирми, па така одличен момент е за да ја комплетираме оваа приказна, да ги повикаме и останатите кои се заинтересирани, кои би сакале да донираат, да го оформиме овој објект и да го доведеме во функционална состојба.